Dragi gledači, dobro večer. Koga pred izvesno vreme beh na ginekološko-akušerskata klinika pri medicinski od fakultet vo Skopje, da se dogovoram so dr. Jovan Jurukovski za podgotvuvanje na emisija od oblasta na karcinom kaj ženskite polni organi, imav namera da dogovoram isključivo samo jedna emisija. Međutim, vo dogovaranje to so dr. Jurukovski dojde do zaključok deka je to obemna materija i deka je neophodno na ova materija da i posvetim jedna serija od 3 emisiji. Sušnost, dr. Jurukovski na ova materija raboti podolgo od 8 godini i pred jedno izvesno vreme braneše i uspešno odbrani doktorska disertacija. Prva ta emisija od ova serija je što je to rak i kako nastanuva. Večerva sušnost će se obideme da dademe odgovor na ova prašanje. Dr. Jurukovski, predlagam da započneme s odgovor na prvo to prašanje, a to je od koga je poznato rakovo to zaboluvanje voopšto. Po široko socijalno značenje rakot, ili по-добре речено заболувањето од рак, доби во втората половина на нашиот век заради извонредно големиот пораст на бројот на заболените и умрени лица од оваа фатална болест, меѓу другото како последици на колосалното загадување на животната средина, со агенси меѓу кои сигурно има и многу кои предизвикуваат рак кај човекот. Самото заболување меѓутоа е познато многу поодамна. Така се знае со помош на рентгенски зраци и откриен рак на коските на прачовек, ископани пред повеќе илјади години. Исто така на коски од мумија, староегипетска мумија, ископана стара повеќе од 3000 години, исто така. А со неговата суштина и неизлечивост биле запознаети и научниците, лекарите од повеќето стари народи кои имале поразвини цивилизации. Се знае дека е Хипократ, познатиот научник и лекар старогрчки, кој живеел во 5. век пред нашата ера, дека му била и нему добро позната оваа болест, по тоа што е била неизлечива и која токму ја нарекувал со тоа име рак. Старите римјани исто така ја познавале болеста и ја сметале за неизлечива и меѓу бројните медицински записи од тоа време, од Рим, од културата на старите арапи, од културата на старите индијци, персијци и така натаму, постојат и денес зачувани записи во кои се говори за оваа болест. Во 16-тиот и 17-тиот век се направени веќе позначајни истражувања за природата на оваа болест и од тога датираат и првите позначени откритија за нејзината вистинска природа. Меѓутоа, вистинска експлозија на научни сознанија за природата на болест се направени во втората половина на нашиот век, благодарение на ангажирањето на голем број на познати институции, научници и лекари за изнаоѓање на причинителите на оваа фатална болест. Од тоа и последица е да ние денес знаеме за незе многу повеќе толку порано. Тогаш, што всушност представува ракот? И кои се основните карактеристики на промените што се наречуваат воопшто рак? Но ова прашање не е баш така лесно да се одговори. Пред се заради тоа што денес не е навистина познат механизмот по кој клетките на нормалниот организам алтерираат, се менуваат во правец на раково заболување. Меѓутоа, на основа на ова што и денес се знае, може да се каже дека за разлика од нормалните клетки, клетките од ракот се добиваат со својства кои се само за нив карактеристични. Потоа тие се разликуваат резко од нормалните клетки и тоа причина е зашто научниците им дале и посебно име неоцити, со тоа истакнувајќи ја управо таа особина на раковите клетки. За нив е карактеристично да поседуваат две особини по кои се разликуваат суштествено од нормалните клетки на организмот на човекот. Прво, тие се способни да се размножуваат неограничено, со темпо кое е непредвидливо, и второ, да во својот раст се несуваат аутономно. Кога еднаш се установи
ракот како дефинитивна промена кај човекот, клетките на ракот почнуваат да се размножуваат по шеми кои се надвор од познатите нормални шеми, со кои организмот ја врши својата функција на раст и регенерирање и почнуваат да се зголемуваат енормно по број. Последица од тоа е стварање на еден тумор, кој отпечатокот е мал и невидлив, за да со време почнува да зголемува својата маса и да порасте во тумор кој е видлив и опиплив. После известно време овој раст продолжува до таа мерка да овие клетки се добиваат со својство да ги разоруваат ткивата на кои се јавуваат, потоа да продираат по крвен пат и по патот на лимфните садови во оддалечени органи на организмот на човекот. Второто својство на овие клетки е во тоа што се тие рекордно несуваат аутономно. Тоа значи не подлегнуваат на влијанија на организмот со кој тој нормално управува со своите функции на развиток и раст. Заради тоа својство, клетките кои се расијат по организмот почнуваат да се несуваат како и во примерниот тумор и да при тоа ги разоруваат и тие органи оддалечени на кои се јавуваат. Колега Јуриковски, зар не може да се рече дека туморот и тоа оној малигниот се однесува како паразит врз човековиот организам? Да. Кога еднаш ќе се развие малигниот тумор, на место каде што тоа се случува, тој се однесува многу невообичаено, како да настанал еден нов живот на тоа место. Тој живот, меѓутоа, е напълно неорганизиран и тој се ништо не му допринесува на заедницата на нормални клетки, која наречуваме организам, во неговата борба за опстанок. Напротив, нанесува штета и дури доведува до негова смрт. Од тој поглед тој се однесува како некој вид паразит, кој битисува на рачун на својот домаќин човекот, разорувајќи ги неговите ткива и доведувајќи до нивна смрт, со тоа и доведувајќи до собствена смрт. До сега, се што рековте, всушност рековте за малигниот тумор. Што станува со оној бенигниот? За бенигниот тумор е исто така карактеристично да кај него доаѓа до стварање на специфични туморски клетки, кои се разликуваат суштествено од нормалните. И тие се во крајна линија не е нормални. Меѓутоа, за разлика од малигните клетки, кај нив не доаѓа до стекнување на способност за разорување на локалните ткивни структури и задавање на метастази. Тие може да му нанесат штета на органот на кој се јавуваат, доведат до известни симптоми како последица на притисок на околните органи, но тие немаат способност да ги разоруваат оддалечените органи и ткива. По таа своја особина тие се разликуваат суштествено од малигните тумори и заради тоа спаѓаат во посебна група така наречени доброчудни или добри тумори, како да вика народот. Насловот на нашата серија е Ракот кај жената виден одблизу. Тогаш да зборуваме за ракот кај жената. Заправо, на кои органи најчесто се јавува ракот кај жената? Говорејќи воопштено, три органи кај жената се најчесто нападнати од раковото заболување. Тоа се желудникот, дојката и грлото на матката. Тоа го потврдуваат и нашите показатели што за потребите на оваа емисија се припремени во форма на табела. Од неја се гледа дека меѓу жените кои умреле од малигни тумор највеќе биле заболени од рак на желудникот, додека другите локализации се знатно помалку застапени, осим ракот на гениталните органи и ракот на дојката. Иако денешната статистика на умирањето кај нас не може да се смета за сосема точна, малку сомневање има во тоа дека ако воопшто може да се направи некоја забелешка на рачун на статистиката, тога таа се може да биде само во правец на уште поголемо значење на улогата на ракот како причина на смрт, околу што тоа го покажуваат овие показатели. Меѓу малигните заболувања на гениталните органи или половите органи кај жената, далеку најчесто се јавува ракот на грлото на матката, кој е исто така еден од најчестите малигни тумори кај жената воопшто. На следниот табеларен преглед тоа е јасно покажано. Податоците од оваа табела покажуваат дека од вкупно 1453 лекувани болни од нашава република со малигни тумор на гениталните органи, 918 или 63% биле заболени од рак на грлото на матката. Потоа доаѓаат ракот на јајникот и телото на матката, кои заедно чинат 32% од сите лекувани случаи, додека ракот на другите генитални органи се јавува неспоредливо поретко.
Единствените податоци покажуваат дека ракот на грлото е во секој случај најзначаен и како причина на заболување и како причина на умирање кај нашата жена. Од тоа му и произлегува неговото големо значење како обштествен проблем, бидејќи тој е вистинско социјално зло. Да се вратиме на нашиот главен предмет на разговор. Каде и како настанува ракот на грлото од матката? Матката кај жената е непарен орган, со чија помош жената ја остварува својата основна биолошка функција, донесувањето на доносен нормален плод. Овој орган се дели на два основни дела, на тело на матката и на грло на матката. Грлото од своја страна пак има два посебни дела, од кои едниот гледа во вагината и е приступачен на преглед со голо око, а вториот не се гледа со голо око. Да, всушност ние го гледаме сега на овие цртежи што ги прикажуваме. Да. Каналот кој го спојува надворешниот отвор на грлото на матката со шупињата на самата матка, на телото на матката, се вика цервикален канал и тој е прекриен со еден вид на епител, лигавица, за разлика од другиот дел на грлото кој се гледа со голо око, кој е прекриен со епител со кој е прекриена самата вагина. На место кај што се допираат овие два епитела, во сашност се ствара една преодна зона, која најчесто се идентифицира при гинеколошки преглед како раничка, кај жените кои раѓале еднаш или повечку пати, и токму на ова место настанува најчесто ракот на грлото на матката. Заради таа причина оваа зона има извонредно значење во нашата специјалност и со доброто познавање на промените што настануваат таму, ние сме во состојба да благовремено го откриваме ракот како болест. Ако ракот од грлото, од матката, остане нелекуван, каков е тогаш неговиот природен тек? Ракот на грлото на матката е една од ретките локализации на ракот кај жената, кај човекот воопшто, чиј природен ток на болеста е релативно добро проучен, благодарение на некои специфични диагностички процедури што се откриени во последниве 20 години. Тоа, тука би треба се каже дека во самото остварување на процесот на појавата на ракот се одигруваат неколку фази кои ги поминуваат најголем дел од заболените жени пред да дојдат кај нас, пред да заболат од самата болест. Првите промени кои настануваат, како што пред малку реков, обично во таа преодна зона, се неспецифични и нив ние многу добро ги познаваме и ги откриваме со помош на преглед со голо око, а нарочно со некои други магла диагностички и се разбира со микроскоп. Од овие промени под дејство на разни штетни агенси, кои не се денеска добро проучени, настануваат поразвиени промени на грлото на матката, кои представуваат основа, кои отвараат вратата кон настанување на самата ракова болест. Преодна состојба во тој поглед представува така наречената дисплазија. Тоа се промени кои настануваат кај жената и кои можат да се повратат во нормална состојба, али можат и да прогредираат кон поразвиени форми, тој да се доближат до самата ракова болест. Во понатамошната фаза на природниот тек на болеста, ако се разбира не се интерпонираат, не се вмешат наши тераписки процедури, се развива така наречената преинвазивна фаза на болеста или карцинома инситу или нулти стадиум на ракот. За него е карактеристично тоа да промените што се за него типични се неповратливи. Кога еднаш се воспостават, тие повеќе не може да се вратат во нормална состојба. Тоест, клетките се дефинитивно променети во правец на раковите клетки, со таа разлика што тие не ги поседуваат сите карактеристики типични за самите малигни клетки. Дел од овие промени, помал или поголем, тоа зависи од поедини популации и услови на живење на жената, на различни средини, прогредираат кон отворен, така наречен инвазивен рак, за кој е карактеристично да стекнува способност да ги разорува локалните ткивни структури и органи, да дава оддалечени жаришта на малегни клетки, што обично се рекуваат метастази. Дел од овие промени, типични за нулти стадиумот, остануваат стационарни, т.е. не напредуваат кон инвазивен карцином, заради причини кои денес не се сосема познати. И тие може дури кај некои жени да останат такви до крајот на животот, без да развијат рак на
самото грло како дефинитивна патолошка состојба. Наспроти, фактот да ние не ги познаваме добро така наречените етиолошки фактори, т.е. факторите кои го предизвикуваат појавата на ракот, денес е кај овој карцином, рак, добро проучени така наречените епидемиолошки фактори, т.е. особините на жените кои се јавуваат значајно по-често кај заболените во споредба со здравите жени. Всушност на оваа тема вие и пред известно време одбранивте докторска дисертација. И вашата докторска дисертација гласеше асоцирани детерминанти на цервикалниот карцином во Македонија, зар не? Да, во главном би можело така се рече. Иако тоа не е единствен предмет на истражување што јас сум ги извршил и сумирал во дисертацијата. Се знае дека некои од овие фактори се карактеристични за сите популации, сите жени во светот, а некои се само за некои популации. Меѓу овие фактори можеби би требало да се нагласи дека жените кои заболуваат од рак обично го почнуваат сексуалниот живот, го почнале сексуалниот живот на возраст помало од 20 години, така наречен адолесцентен сексуален живот. Нарочно ако е тој почнат на возраст помало од 17 години. Покрај тоа, кај жените кои заболеле од рак почеста е појавата на практикување на сексуални односи со мултипли, т.е. со повеќе сексуални партнери, како и жени чии мажи се внесувале во сексуалниот живот така што практикувале сексуални односи со повеќе сексуални партнерки. Исто така е познато дека жените кои заболуваат од рак по-често се носители на хронични, тешко излечиви вагинални инфекции, обично со трихомонас вагиналис, кој е доста чест и во нашата популација, кај нашата жена. А исто така се знае дека од рак заболуваат почесто жените кои имале неуспешни бракови, имале поголем број на брачни заедници и особено кај разведените жени. Се разбериме и низа други фактори кои се помалку или повеќе карактеристични за поедини женски популации, а и овие се најглавните. Уште може би треба да се истакне дека во земјите кај што постои проституција, се знае дека тој дел од женската популација е изложен на неспоредливо повисок ризик да заболи од рак на грлото на матката, отколку другите жени. Во некои од тие земји е искалкулирано и пресметано дека тој ризик е дури 6 до 10 пати поголем него кај останатите жени. Има и низа други фактори кои меѓутоа имаат помало значење во овој поглед. Како можат да се доведат во врска со настанувањето на ова заболување епидемиолошките фактори за кои што говоревте пред малку? На денешен степен на знаење не е можно да се одговори директно на вашето прашање. Тоа е затоа што не се до крај познати сите механизми по кои се остварува канцерскиот раковиот процес. Меѓутоа, во случајот на ракот на грлото на матката, науката се здобила со знатно повеќе сознање него кај другите локализации на рак, благодарение на пристапноста на органот за исследување. На основа на нив е денес створен еден модерен концепт за тоа како се одвива тој процес на стварање на рак, наречен карциногенеза со стручен јазик. И тој се смета дека се остварува преку 3 фази. Во првата наречена иницијација, под дејство на досега непознати фактори, најверојатно поврзани со актот на половиот однос, особено на возраст помало од 20 години, како што реков порано. Се отвараат промените кои водат кон рак, за да потоа под дејство на други фактори, веќе створените промени се унапредат во повисока развојна фаза на болеста, така наречена промоција, тоа е фаза на промоцијата, кога тие стануваат неповратливи, т.е. не може да се вратат назад кон нормална состојба. За да од оваа фаза болеста уште понатаму напредне, т.е. да се развие отворен, јасен рак, сите негови карактеристики за кои порано говоревме, треба да действуваат други фактори, наречени промотори, кои промените карактеристични за втората фаза ги доведуваат во прогресија, т.е. во стварање на дефинитивни ракови промени. Се смета дека некои од овие фактори за кои говорев, така наречените епидемиолошки фактори,
действуваат така што ја покренуваат првата фаза во карциногенезата и инициацијата, додека други промотори се ја покренуваат втората фаза, односно доведуваат до развој на отворен рак, карцином. Интересно се напомене дека кај дел од болните кај кои настанале дефинитивни промени пред инвазивни, болеста останува стационарна до крајот на животот и кај нив не се развива рак на грлото. Додека кај други се развива болеста и ако не се вмешаат соодветни тераписки методи, доведува до смрт на заболената жена. Одговорот на прашање не е јасен и ние денес не можеме да кажеме кои од овие фактори делуваат во едната фаза, кои од другата фаза, а кои се одговорни за болеста да напредне толку да го разори организмот. Ако жената што заболева не успее било од незнаење или од неможност да се јави на лекар, што станува со заболувањето? Всушност јас ова прашање и пред малку ви го поставив, вие како да не одговоривте исцело. Би сакал овој пат тоа да го сторите. Видите, откога болеста ќе се установи како дефинитивна патолошка промена, т.е. ќе достигне својата инвазивна фаза, нејзиниот тек е непроменлив и тој неумитно доведува до разорување и уништување на организмот на жената, како резултат на монструозното разрастување на раковите клетки и нивното продирање во многобројни органи, поблиски, подалечени од место кај што се појавила болеста. Кај нас е обичаено да се говори за 4 стадиуми на болеста, кои болеста ги поминува ако не се вмешаат соодветни тераписки процедури. Во првиот стадиум болеста е локализирана на самото грло на матката и таа не ги поминува неговите анатомски граници. Понатаму болеста со често пати непределива брзина преминува во вториот стадиум, кога болеста се проширува на вагината и почнува да продира кон лигаментите на самата матка. Во третиот стадиум на болеста, раковите клетки, ширејќи се по лигаментите на матката и продирајќи во околното ткање, достигаат до карличните коски. Во оваа фаза болеста е измерено многу проширена. И во последниот стадиум, раковите клетки успеваат да продрат во мокачната бешика и да почнат да разоруваат во дебелото црево и во други подалечени органи. Во секој од овие клинички изразени стадиуми на болеста постои различен степен на расејување на ракови клетки, т.е. на старање на метастази. Овој ризик е поголем колку е болеста понапредната, а тој е најмал во првиот стадиум на болеста. И тоа е причина зашто во овој стадиум се нашите тераписки резултати најдобри. И жената во овој стадиум има најголеми шанси, дури до 90% да прездраве од оваа болест. Кога болеста го достигне последниот стадиум на болеста, нејзините шанси за прездравување се минимални и не достигаат повеќе од 8-10%. Драги гледачи, тоа беше се што подготвивме за нашата денешна прва емисија од серијата што ќе се одржи 3 полчасовни емисии. Следната недела, во ова исто време, ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето кои фактори го одредуваат ризикот од појавата на ова заболевание.